Неисправните возила што не поминале на редовен технички преглед представуваат сериозна закана за безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Статистиките на Министерството за внатрешни работи покажуваат дека само лани полицијата фатила повеќе од 21.000 учесници во сообраќајот со нерегистрирано моторно возило. Новите податоци на институциите и осигурителните компании го вклучија алармот за ризикот на кој се изложуваат сите учесници во сообраќајот поради учество на технички неисправни или нерегистрирани возила. За првите 3 месеци од оваа година пак, бројот на полициски барања за подведување прекршочна постапка за управување со нерегистрирано моторно возило изнесува 3557. Кажано со други зборови, од почетокот на оваа година па до месец март дневно биле откривани по 40 нерегистрирани возила. Причините поради кои некои граѓани избегнуваат да ги регистрираат своите возила се економски, односно заштеда на средства со заобиколување на законот. Но ваквата постапка не само што не носи економски бенефиции, туку носи голем ризик и загуби за возачот, односно сопственикот на возилото. За алармантноста на ваквата состојба укажуваат не само апелите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, туку и загриженоста на граѓаните чиј живот се загрозува поради неисправноста на возилата. Тоа се ептен големи опасности. Тоа се возачи кои што не се обучени и секој пат се готови да направат несреќа. Треба малку милиција повеќе да ги тие собере, да ги расчисти, тоа не е убава работа. Од тоа станува тие сообраќајки. Чудно е што кај нас доста млади луѓе загинуваат, тие што немат искуство во возење и тие прават и инциденти. Шом нерегистрирано возило, потенцијална можност е дека се тие и технички неисправни и се сигурно опасност со сообраќајот, треба тоа да се среде. А за опасност сигурно дека представуваат опасност, тоа е и така се стари возилата по просек кај нас. Предпоставка е дека и се технички неисправни тие возила. Услов за едно возило да функционира во сообраќајот да техничката исправност. Како еден од начините да се реши или макар само да се намали бројот на дивите возачи, граѓаните сметаат дека е потребна поголема полициска контрола на улиците. Казна на лице место на таквија, нерегистрирано, неположено сообраќајка, млад испод 18 години надоле, кога не треба да се дава. Прво и основно е полициската контрола. Нема друг начин на кој да се спречи тоа. Сепак од надлежните органи, од ние тоа има потреба од поголем ангажман. Имаме ние коли со 20-30 години како се произведени. Мора да се зајакне таа контрола за да се усообраќаја, посебно па тие возила што се низградо што возат со потенцијална опасност, нормално. Па лесно да се реши, само поголема контрола. Тоа не е. Полицијата контрола и би требало тоа најскоро време да се решава. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата постојано апелира до сите оние што управуваат нерегистрирано, технички неисправно и неосигурено возило. Веднаш да преземат мерки во согласност со законските обврски, затоа што на тој начин не само што го прекршуваат законот за возила, туку и ја загрозуваат безбедноста во сообраќајот. Според законските одредби, казната за нерегистрирано возило изнесува 500 евра.